79-годишната Боријанка од Штип е четвртиот регистриран случај годинава на фемицид во земјава. Според истрагата, долго време била контролирана и малтретирана, а трагедијата повторно ја покажува речиси невидливата линија меѓу семејното насилство и фемицидот. Од Националната мрежа против насилство врз жените предупредуваат дека најтешките случаи ретко се случуваат без претходни сигнали. Овој вид на убиство речиси никогаш не се случува така ненадејно. Туку има доста многу сигнали, јасни сигнали, пријави, ризици кои што може да се предвидат, а често се случуваат и поради институционалните пропусти кои што настануваат и му претходат на ваква најтешка форма на родово базирано насилство. Во февруари 2023-та, со измените во кривичниот законник, фемицидот беше дефиниран како посебно кривично дело, со построги казни и јасна правна рамка. Меѓутоа, експертите сметаат дека тоа не е доволно. Начелниот став дека законот не е добар, имплементацијата, примената, усогласеноста и неговата практична применност треба да биде подзасилена. Само околу 2% од случаите на семејно насилство се пријавуваат. Повеќето жени молчат поради страв, срам и недоверба во институциите. Статистиката е загрижувачка. Во последните 3 години регистрирани се 12 фемициди, од кои најмногу во 2023 година. Организациите бараат поефикасна координација на институциите, навремени реакции и системска поддршка за жените кои се обидуваат да излезат од насилството. За Сител, Трајан Ристовски.